Продолжуваме со работа. Има збор господин Трајанов Павле. Повелете. Поштувам председателе, поштувани пратеници, заменик министер. Започна расправата по измените на Законот за полицијата, имаше расправа во комисиите, имаше јавна расправа на Националниот совет за евроинтеграција и во основа мислам дека има решение кои што се прифатливи и кои ќе бидат во функција на поефикасна работа на Министерството за внатрешни работи. Меѓу другото, колку што може да се види дека сите евиденции што досега МВР ги водеше сега по разни основи со разрешени тие прашања со правилници, сега тоа се става во законот. И тоа мислам дека треба една посериозна подлабинска анализа на дел од решените што се предлагаат, бидејќи сметам дека во основа со некои од нив се навлегува во човековите права и слободи или се создават предпоставки законски за кршење на основните човекови права и слободи. Едно од неповредливите права, тоа е правото на стан, и тука мислам дека треба да се отвори расправа, да ги разгледаме овие решенија сега што се предлагаат од сите аспекти, посебно од аспект на тоа дали овие решенија со кои што се дозволува на полициските службеници да влегуваат во туѓ стан без одлука на суд, дали овие решенија се во согласност со Уставот на Република Македонија. Правејќи вака една анализа, решенијата што се предлагат во Законот за полиција, во измените, тие се и логични, па дури и оправдани во некоја смисла, може да се каже, но се во директна коализија, во директна спротивност со Уставот на Република Македонија, со член 26, каде што децидно е наведено дека во туѓ стан може да се влезе само со одлука на суд, и тоа во 3 случаи: за откривање на кривични дела, за спречување на кривични дела или од причини на заштита на здравјето на граѓаните. Сега во измените на Законот за полиција се предлагаат 7 случаи, 7 решенија кога може полицијата самостојно, без писмена наредба, без одлука на суд, да се влезе во туѓ стан. И од тој аспект мислам дека треба многу по-детално, повнимателно да ги разгледаме овие решенија. Инаку, да речеме, меѓу другото, може да влезе припадник на полицијата од причини на заштита на здравјето, без наредба. Во Уставот е сосема јасно дека такво влегување може да биде само со одлука на суд, а тука законот сега предвидува сосема друго решение. Мислам дека вакви некои слични решенија кои што се вградени во Законот за кривична постапка не може да бидат основа сега ние тие решенија да ги преземеме како право на полицијата. Предпоставка дека поради пожар е загрозен животот, здравјето на луѓето и сега кој треба да интервенира? Веројатно треба од единиците за заштита од пожари да влезат. Или ако некој бара помош, здравствена помош, не треба сега законско решение дека треба полицијата да влезе без налог, тоа сигурно дека треба да го направат да влезат докторите и така натаму. Значи има решенија или во оваа насока дека ако да се фати сторител на кривично дело кој извршува во тој момент кривично дело, што не е спорно, ама спротивно е на Уставот. Затоа мислам дека ако останат вакови решенија, се дава голема можност за злоупотреба на припадниците на полицијата да влегуваат и да имат законски основи за тоа. Никој не спори дека ако се бара помош, ако собственикот на домот го отвори домот и он може да побара било кој да му влезе, полиција, не знам, доктори, противпожарна единица или други, но Уставот ја гарантира неговата неповредливост тогаш кога тој не сака
дека не може да влезе во тој стан припадник на полицијата ако за тоа нема судска одлука, судска наредба. Така да мислам дека парламентот носи голема одговорност доколку не ги разгледа овие сите детално овие одредби. Веројатно комисиите веќе ги разгледале и законодавна правна комисија, но мислам дека треба уште еднаш и во оваа расправа да проговориме. Поготово што и да останат вака решенијата. Нема оврска припадникот на полицијата никого да извести, да бара, да речеме, преоценка. Во оваа ситуација можно е, ако не друго, припадникот на полицијата да го извести јавниот обвинител и тој да процени дали влегувањето во стан било оправдано или била класична злоупотреба. Така да, јас само сакам да посочам неколку случаи кога припадниците на полицијата влегуваа во туги станови, понаводно заради откривање на кривични дела, кога припадници на полицијата во полна борбена опрема ги вознемирува семејствата, дури ги наредеа на зид, вклучително и деца, малолетни деца, со образложение дека ќе извршува службени действија. Праксата покажува дека можни се злоупотреби, затоа инсистирам преку амандмани во втората фаза, во второто читање, да ги коригираме оние решенија кои што остават простор за злоупотреба на ваквите законски овластувања кои што сега ги даваме на полицијата. Во оваа насока мислам дека можеби и бројните експерти кои што се вклучувале, кои што беа за или против, недоволно ја познават праксата и мислам дека е спротивна на директивите на Европската унија околу заштитата на основните права и слободи. Повикувањето на некои решенија во Хрватска, во Словенија, кои што се вадат веројатно од контекстот на суштината, на намерата на законодавците во тие држави, не може да биде аргумент дека Република Македонија споредбено гледајќи ги применува, ги предлага ваквите решенија. И уште за една работа сакам да се задржам, тоа е можноста за собирање на информации од граѓани. Значи, полицијата, овластените службени лица можат да повикат граѓани на разговор доколку сметат дека има некакви информации за откривање, спречување или докажување на кривично дело, што во остава не е спорно, меѓутоа доколку стои таму дека може уште еднаш да го повика, треба и оваа одредба внимателно се проучи, бидејќи најсилни критики и во јавноста и од меѓународната заедница имаше дека во Република Македонија се применува еден институт информативен разговор, сега му даваме законска тежина, законско решение, кое исто така може да биде предмет на злоупотреба. Можеби тука треба одредено дотерување на ова законско решение во насока на тоа дека тој се разбира, има решение дека ако се сложи, но не сум сигурен дека кога ќе биде повикан во полиска станица дека има можност да одбие, да разговара со припадниците на полицијата. Треба можеби решение во смисла на тоа дека има право да повика, бидејќи тоа е решено по некои други закони, право на адвокат, затоа што ако ги решаваме овде интегрално некои решенија, содржини треба целосно да ги решиме, а да не се повикуваме некои решенија во некој друг закон, бидејќи овде сега создаваме некои одредби кои што креираме одредби кои што во голема мера може да бидат предмет на злоупотреба. Така да во основа мислам дека тука се спорни моменти. Во јавната расправа и во дискусиите на другите пратеници сигурно дека ќе има и други дилеми и затоа мислам предлагачот, Министерството за внатрешни работи треба детално да ги разгледа сите овие решенија, сите овие идеи, предлози и доколку има потреба да учествува активно во градењето на амандманите кои што ќе бидат прифатени, се со цел да не создадеме можности, законски можности за злоупотреба на овластувањата, а после тоа да немаме шанса како тие работи да ги коригираме. Многу по-добро е да нема одредено решение, не знам ако некој бара помош за заштита и така натаму, да се направи престап, отколку секој влегување во тој стан од страна на полицијата да биде практично легализирано. Благодарам. Благодарам.